закон, ние се бориме да се донесе закон за потекло на името. Идно. И секој што не може да докаже потеклото на името да му се одземи, се разбира од страна на државата и кривично биде прогонуван во зависност каква штета направи. Па погледнете што ни се случило во судството. Го промене изборниот законник, сега 3, 4, 5 што беа судски постапки за врвни криминалци, бивши наши политичари, функционери, му застарија делата. Кај го имаме тоа, некој да тукраде милиарда евра и делата да застара. А, ќе ви кажам, точак одите, украдите, цело дето обитува ќе дознае дека ние точак украдивме 6 месеци, не, 10 месеци, година, веќе го осудат во затвор. И пети ќе пишуваат упорно дека некој си од нас украл точак. И тој случај што беше случај во Велес со кебапчината 150 и не знам што. Све ова го кажуваме во форма дека ние како демократи и како луѓе собрани сме тука, сакаме да направиме промени и затоа повикуваме на овој фронт за спас на Македонија. Македонија не е држава како другите држави, како Финска, Данска, Норвешка. Ова е стварно, повикуваме на фронт за спас на Македонија. Ова е последно нешто што може да направиме пред да не уништат тотално. А кога нас ќе не уништат младите, буквално кажам, ако ќе повеќето скоро сите заминат во странство, тука нема кој да работи, ќе тотален колапс ќе настане на економијата. Сега е веќе тука, здравство, образование се, и ние што мислиме некој од нас повозрастни вака, дека пензии семаме супер, нема ни пензии, нема да имаме болници, нема ништо. И земјата сама од себе ќе се распада. Оти кој сака да живее во ваква држава, каде што е окупирана 32 години од премиери до советници по општини. А да не зборувам кој сака да живее во држава каде што судството е корумпирано и каде што јавното обвинителство е корумпирано и полицијата, а се разбира, јас познавам многу честни суди, честни јавни обвинители, полицајци, инспектори, кои што сакаат добро да направат за ова држава, ама не може. Знаете зашто? Затоа што се плашат. Точно. Корупцијата е зло. Има многу работи нормално да се зборува, но мене ми е многу битно граѓаните на Македонија. Бидејќи ние го снимаме ова вечера, оди на живо и ќе имаме видео кој што го постираме, се разбира и на живо оди на Facebook. Ние што ќе зборуваме, од секој од вас може да дојде да каже, ако има некој желба да каже слободно, да ова народот го гледа на Македонија и да свати дека не треба да се продава или да се плаши дека внуко, сната или не знам кој или синот му го вработиле во некоја скапана, криминална, јавна институција и го залажуваат со 25-30 илјади денари и вика молчи таму ќе донесиш 20-30 за избори. Ако не знаеш све може да ти се случи. Има случај, ме замоля еден човек што работи во Штипската болница. 11 години го чуваат на договор на дело. Платата му е 12.000 денари и све работи. Болничар, крева, мртви, копа надвор, подвор, све. И векав, те молам, ми е страх да кажам. Пази, замисли, и да те молам, ми е страх да кажам, ама да кажеш за нас што се случува. Јас знам во Битола и други места се разбира и како Тетово и Македонија, медицински сестри што работат на договор на дело, мизерни плати, никакви плати, ги држат 4, 5, 7, 10 години и тоа го прават, другата година ќе дојдат избори, гласе, не се секире ние ако дојдеме на власт, а ако се на власт тогаш вели да останеме, ќе ви помогнеме, за да добиете вие стално работно време.
Злосторство невидено се врши врз нашите деца, внуци, врз нас. И стварно си има направено нешто што во историјата на ниеден народ, како што е нашиот горд македонски народ и на другите народи и народности што живеат во оваа држава, вакво злосторство се нема направено толку да не осиромашат, не само што не осиромашуваат финансиски и ментално, и физички, и психички, и секако. Ние луѓе дојдовме самите од Сенката да се плашиме. Од Тетово, овој убав град, каде што овие жители што живеат овде. Ги поздравувам и сакам порака да му пуштам на Тетовчани и на цела Македонија. Демократи заедно со вас ќе се изборат и ќе спасат Македонија. Ќе ги тргнат овие злосторници од власт еднаш за секогаш. Нема враќање назад. Македонија има светла иднина, ќе си ги вратиме и децата што работат во странство, и нашите пријатели. Демократи и јас лично не се бориме за интереси, ние не сме политичари. Многу пати ми ка вие сте политичари. Не, Господо, ние не сме политичари. Ние се бориме за спас на Македонија, за спас на народот. Ние се бориме да си ги задржиме младите, нашите деца, внуци, сограѓани, комши. Ние се бориме да имаме старечки домови. Ние се бориме да имаме врно образование, врно здравство, врна економија. Ние се бориме да имаме врна инфраструктура, да имаме култура, и ние се бориме и секој ќе се збориме за доброто на Македонија и народот, да ни живее Македонија вечна и вековита. Да живее македонскиот народ, да живеат сите народи и народности во оваа убава држава. Знаете нешто? Велите амин Господ. Господ е голем, Господ е со честни луѓе, Господ е со нас, ќе ни помогне, но Господ вели, вие ќе се борите, а јас ќе ви помогнам. Благодарам.